Така, по кратката пауза се враќаме повторно во студиото, минути за вториот разговор околу она што верувам дека голем број на граѓани ги мачи, како да го поминат месецот, како платата да ни стигне од први до први, за да се подмират сите трошоци, да се остави можеби пари на страна за одмор или за некои други работи. Меѓутоа, она што ги мачи голем процент на граѓаните е сиромаштијата. Како таа пак да се надмине, бидејќи последниот извештај што можеби би требало да го споменеме е алармот на УНИЦЕФ дека секое трето дете во Македонија живее во сиромаштија, 20.000 деца немаат здравствена заштита, покажуваат нивните податоци. На оваа тема разговараме со мојата драга гостинка Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштијата. Добар ден и добре дојде. Ви благодарам на можноста. На самиот почеток не случајно го споменав последниот извештај на УНИЦЕФ кој што алармира, односно нотира дека секое трето дете во Македонија живее во сиромаштија. Ако можеме да анализираме или да ја дефинираме сиромаштијата, што практично ова значи? За жал, овие податоци не се нови, меѓутоа секоја година кога УНИЦЕФ ги истакнува дополнително, како прв пат да ги слушаме па се изненадуваме. Инаку ова е состојба која што повеќе од 10 години се влече и еден од аргументите во 2019 година во пакетите за социјална реформа за кои што се застапувавме да се случат, беше измената во делот на Законот за детски додаток, образование и така натаму, затоа што оваа бројка на деца кои што живеат во сиромаштија значи трансгенерацијско пренесување на сиромаштија, тоа значи сиромашни млади и луѓе кои што веројатно до крајот на животот тешко ќе излезат од состојбата во која што се наоѓаат. Дополнително сиромаштијата не е како да ве боли зап, па ќе го извадите забот ќе го решите проблемот. Сиромаштијата има голем број причини кои што придонесуваат до нејзе, меѓутоа остава и многу последици. Од тука сиромашно дете значи прво недоволно здравство за да може да потоа прерасне во функционална единка која што ќе може без проблем до крајот на животот да ги извршува сите функции и економски и социјални и така натаму. Меѓутоа во исто време значи и отсуство на ран детски развој, пониско образование кој што исто така понатаму нема да му дозволат, како викаме, да се заработи доволно за од први до први. Во суштина тоа значи еден голем проблем на државата и значи еден лош пристап од аспект на градење на иднината на државата, бидејќи ако ги прочитате сите државни стратегии кои што се работат во последните 10 години, тие се базираат на човековиот капитал, на човекот како ресурс, на знаењето како алатка за нашиот напредок, на повеќе раце, што би значеле повеќе данок во нашата економија. Недозволиво е да имате два паралелни универзуми, односно едниот во кој што велите ние сме развојна насочена земја, инвестираме во иднината преку развој на човековиот капитал, а во исто време бројките кои што се однесуваат на детската сиромаштија да не ги намалуваат. Тоа значи дека некаде нашите политики не се соодветни. Дополнително, кога збориме за детска сиромаштија, тоа се деца кои што живеат во сиромаштија, тоа не се сиромашни деца, тоа се семејства во кои што има деца во сиромаштија и од тука треба многу внимателно кога се програмираат политиките да не бидат тоа насочени само на намалување на детската сиромаштија, како што популарно сакаме да кажеме, ќе му дадеме оброк на детето во училиште или бесплатно образование, книгите ќе бидат бесплатни и до тука било. Туку напротив треба да има политика која што го анализира и го поддржува семејството да можат некако заедно да ја истуркаат таа моментална состојба. Кои се причините за кога на почеток споменуваме за оваа состојба во која што конкретно децата, меѓутоа анализирано подлабоко како што спомена се цели семејства? Најчесто економската неактивност на семејствата. Нашите статистички системи евидентираат бројот луѓе кои што се официјално вработени регуларно и така натаму, значи може да се тоа семејства кои што се дел од неформална економија, од сива економија, луѓе кои што заради своите квалификации, заради својот раст во семејства погодени од сиромаштија, сега веќе не можат да го фатат чекорот со новите трендови и нивните работи се послабо платени. Тоа се луѓе кои што се долги години, значи зборувам децениски, во системот за социјална заштита и со нив не е сработено доволно да тие можат да бидат конкурентни на пазарот на труд. И дополнително тоа се деца во кои што
тоа се претежно деца од повеќе детни семејства, каде што изворот на финансии е нередовен, нерегуларен и низок. Сето тоа во комплет прави да, нели, децата најмногу трпат, бидејќи тие не се во можност самите ниту да донесуваат одлуки, нити да заработуваат, нити да се појават на било која друга сцена, туку се целосно зависни од вкупната сума на пари која што ја има во семејството. Дополнително, ако веќе ги споменуваме парите, фера кај детскиот развој, да кажеме дека ако имате родители од кои што се очекува да со своите ниски квалификации работат бројни часови тешка работа за да може да обезбедат за своите деца, веројатно тука е отсуството на безбедност, сигурност, квалитетно домување, квалитетна храна и така натаму, што понатаму се рефлектира да овие деца ни прераснат во млади кои што ќе живеат во сиромаштие и нашиот социјален систем евидентира кај носителите на семејствата, приматели на гарантиран минимален приход, носители на семејства млади кои што и самите и целото семејство се наоѓаат во социјален ризик од сиромаштија. За сиромаштијата кога зборуваме во сите нејзини облици, таа практично ни представува нарушување на човековите права или ги става во една посебна категорија, ранлива категорија, особено кога се зборува за сиромаштија. Кој е клучниот извор на ова сиромаштија и која е таа поука што може да извлечеме или превентивно да делуваме, да не ни се случува потоа онака како што кажа низ целиот животен процес да генерираме исто така и незадоволни граѓани и сиромашни граѓани. Македонската платформа против сиромаштија е дел на европската мрежа против сиромаштија. Ние ниту сме изолирани, нити сме единствените кои што се соочуваат со вакви состојби. И од тука пристапот кој што го имаат европските земји некако полека веројатно би бил клуч и за нашето решавање. Сиромаштијата е социоекономски феномен, меѓутоа има и други аспекти кои што влијаат и од тука ако сакаме да зборуваме за предизвиците, многу е важно да зборуваме со луѓето, кои им се предизвиците на луѓето. Затоа што не е никако стихино, зависно од тоа кој е приоритет на некоја влада, кој е приоритет на тековната јавна политика, стихино се обидуваме или да ги натераме сите да работат и да станат предприемачи, во смисла правиме поддршка на предприемништво, ама некако нели со фокус дека сите имаат доволно капацитет да тоа го спроведат, или велиме сега од утре сите на пазар на труд формално, значи таму од 9 до 5, значи мора така да се работи. Пазарот бара работници и така. Така, значи морате дигитални вештини од утре сите да знаат и така натаму. Значи треба да се храните здраво. Што е тоа, значи, ве гледам, купувате нездрави работи во продавничка. Не, сакам да кажам дека ако сакаме да намалиме сиромаштија, мора да имаме системски политики во кои што ќе се искористат можностите и капацитетите на сите, ама во рамките на можното. Значи да не се исклучуваат оние кои што баш и не ни се покеј, баш и не знаат доволно, како што ние сме процениле. Напротив, кај нив треба да се инвестира во дополнително образование. Неможно е да очекувате на луѓе кои што во 3 генерации наназад живееле и се уште живеат во сиромаштво, имаат 55 плюс години, дека веднаш утре кога ќе им понудите работа да се преквалификуваат во нешто што за нив до тогаш е непознато, дека тие така срекно значи ќе го прифатат. Има тука многу работи кои што се поврзуваат и со менталното здравје на луѓето, со состојбата во која што се наоѓаат, целата околина, поддршка, мрежа која што имаат, учеството на луѓето, разговорот со нив и моделирањето на политиките да одговорат на потребите на овие луѓе за да можеме да ги искористиме во системските текови е клучот за намалување на сиромаштија. Очигледно е дека сегашните политики парцијални, тука малце пазар на труд, тука малце бесплатно образование, тука малку бесплатен транспорт, не работат. Бројката на сиромаштија не се намалува. Никако. Значи, оди за пола процент, за 0,3, 0,1 нагоре надоле, не се намалува без разлика колку и да кажуваме дека ние како држава се застапуваме и работиме во насока да ја намалиме сиромаштијата. Се намалува невработеноста и тука можеме да дискутираме како таа се намалува. Дали се зголемува приходот кај вработените, дали се генерираат нови вработени сиромашни и така натаму. Меѓутоа, очигледно дека кога зборуваме за вработување и за сиромаштија, зборуваме за два различни света. Кога зборуваме за социјална помош и поддршка, значи не зборуваме за тие 2, 3, 5, 7.000 динари кои што ги добиваат луѓето. Зборуваме за местото на луѓето во системот
кој што ги фаќа и им помага да излезат од него. Ние во моментов имаме системи кои што сме ги испланирале, ама не ни функционираат. И од тука не се гледа намалување на бројката на сиромаштија, ниту па луѓето ги чувствуваат бенефитите од она што било испланирано и напишано во политиките за нив. Каде лежи биле проблемот? Каде треба да се бараат, да се детектира, односно првично да се детектира самиот проблем, а потоа да се бараат решенија и политики кои што на подолг рок би понудиле решение на проблемот. Не само парцијално, затоа што од една страна велиме дека на пазарот му се потребни квалификувани и млади кадри, од друга страна се прават политики да можат да се вработуваат и пензионери, и средношколци, и за студентите одредени политики за вработување, можеби парцијално во зависност од од обврските и така натаму, меѓутоа генерално она што го велеше дека сиромаштијата се потешко се искоренува. Не е дека е проблем изолиран само за во Македонија, меѓутоа генерално тука кај нас каде е изворот на проблемот? Политичката одлука секогаш е приоритет, затоа што јавните политики по дефиниција се желба да се направи или да не се направи нешто. И сега, ако се вратиме наназад... Ма декларативно и практично дали се одветствува? Ако се вратиме наназад, што е тоа што ние го правиме за намалување на сиромаштија, ќе видите дека од 2020 немаме ниту еден документ со фокус на намалување на сиромаштија. Ама од тогаш не имале една програма за брз економски раст, па друга програма за развој на социјално предприемништво и вработување на маргинализирани лица, па трета програма за социјална заштита до 2030 година, па национална развојна стратегија каде што се образлогува. Нас проблемот ни е што фокусот не е ставен на намалување на сиромаштија како држава. Ако го решиме тоа, тогаш механизмите ни постојат, ние години наназад работиме. И кажуваме, центрите за социјална работа самите признаваат, имаат недостиг на стручни кадри кои што може директно да работат со семејствата, дури и во идентификување, во превенција и така. Во моментов тие се реактивни, работат со мал капацитет, да ги утепаме луѓето не можат, значи толку е капацитетот на стручните служби. Имаме воведено во законот развој на социјални услуги, рековме, значи за ранливи категории, се утепавме од развој на два типа на услуги, меѓутоа отсуствуваат останатите. За деца и за млади немаме ниту една социјална услуга. Тоа ние сме го пропишале, ама не се случува. Има причина сигурно позади тоа. Потоа сме рекле дека општините треба да се вклучат во децентрализацијата, односно локалната самоуправа да биде дел од носител на активностите поврзани со социјална заштита. И тука тргни застани работата, кој треба да носи активноста, па немаме пари, па министерството не ни дало, па знаете, ние имаме други приоритети, па депонијата е сега поголем приоритет. Па кадровскиот потенцијал, значи, се нешто, сакам да кажам дека нам не ни отсуствуваат политики кои што декларативно во еден момент сме ги насочувале парцијално. Нас не отсуствува стратегија која што ќе ги сублимира овие работи и ќе ги следи. Значи, ако вас фокусот ви е детска сиромаштија и велите, окей, возрастниве, толку им ја, со нив ќе работиме, нели, да работат тоа што можат, еве, ќе ги ангажираме како даватели на некои социјални услуги и така натаму. Ајде да видиме со децата што ќе правиме. Дали ќе ги оставиме децата да седат гладни и во ладно во домовите на семејствата кои што се во 3 генерации во сиромаштија? Ние во моментов тоа го правиме, бидејќи во моментов нема ниту една политика за социјално домување која што интервенира кај лицата со помалку можности. Дополнително, кога збориме за сиромаштија, ние некако перцепцијата ни е дека тоа се луѓе или просат, или се ептен нешто на улица, или ги знаеме тие 2-3 парталави. Не е така. Значи, многу голем дел од луѓето немаат доволно. Можеби не се во онаа линија на сиромаштија која што ја кажува државата, ама тие по дефиницијата која што вика нивниот животен стил им отстапува од редовниот стил, тие имаат проблем да ги обслужат потребите. Особено ако станува збор за семејство со 2 деца во образование, ако станува невработен млад човек во семејство со родители, ако станува семејство во кое што тука е некоја баба, некој дедо со дополнителен здравствен проблем или некој од луѓето кои што велиме дека се работоспособни во суштина се соочуваат со неможност активно да заработуваат, можеби нема да ги фати статистиката, ама факт е дека нивниот животен стил многу трпи
квалитетот на живот, Квалитетот дали на имате живот ли отсуствува. автомобил за Така одмор е. веќе како луксус, да него ни Затоа што анализираме. сега е нешто многу популарната дискусијата околу потрошувачката кошничка, значи колку пари му се потребни на едно семејство. Европските земји имаат собствени методологии и тие се базираат на референтни буџети во кои што се не се брои колку пари се потребни за семејство да има да јаде, тие велат треба референтен буџет, односно количина на пари кои што треба да имат семејството да не му отстапува животот од социјалното вклучување. Значи не вели дека треба да купува лиштенца во секонд хенд и да носи донирана облека. Не велам дека тоа е лошо, јас напротив го промовирам тоа, меѓутоа тоа има друг аспект. Ама вели дека вие треба да имате доволно пари со детето да излезете некаде да му купите нешто, за тоа да го има системот, мрежата на поддршка, да се изгради како личност која што може да напредува во иднина. Ние тоа го забораваме, ги оставаме луѓето да се снаоѓаат како знаат и умеат. Потоа велиме имаме деца кои што не живеат во сиромаштија. Па не само што тие живеат во сиромаштија, нивниот капацитет не го развиваме доволно за да можат во иднина да го направат чекорот напред. Така што да се вратам на почетокот, стратешки приоритети мора да поставиме како држава и тоа не приоритети само за поголем економски раст, кој што може да значи поголем профит во некоја страна, не само за поголеми даноци, пошто даноците може да ги употребиме за несиромашни, значи не политика за сите на пазар на труд без исклучок, туку треба да имаме политика која што ги следи луѓето, работи со луѓето и им помага да тие излезат самостојно од кругот на сиромаштијата. Модерната социјална заштита никогаш никаде не споменува давање на пари или давање на нешто и држење некого во зависност. Ние се уште сме во таа фаза. Демек, сме му дале некому социјална помош, не тоа е право. Значи, тоа стварува право на социјална помош, односно право да биде функционална единка и да го поддржува растот и развојот на државата. Се надвор од тоа е дискусија која што не е поврзана со сиромаштија, тука е врзана со политиканство. Не ми давај да јадам риба, научиме да ловам. Не секој ќе може да ја фати рибата, на некој ќе има потреба и да му подадеме риба. Со некој ќе треба да поделиме риба. Значи, тоа е системот за сите. Вака поставен, со учењето некој да лови риба, веројатно ќе исклучиме дел од луѓето кои што немаат или доволно физички капацитет, ментален капацитет. Можности, да. Да, не се близу река. Нели, има други аспекти кои што се важни и затоа нас ни пропаѓаат луѓето во сиромаштија. Ние не ги гледаме дупките каде што тие пропаѓаат и отсуствува таква една, нели, посеопфатна анализа. Кои ни се дупките во кои што има многу митови, има многу популарно кажано рекла казала, кој што сака, кој што знае, кој што може, ама факт е дека нивото на корупција, нивото на неформална економија, нивото на неприлагодени системи за луѓе со помалку можности генерираат, нели, врата за спас за оние кои што не можат по регуларната врата. Така. Од она што повторно јас ќе се навратам на извештајот на УНИЦЕФ, помалку од 37% од децата на возраст од 3 и 6 години имаат пристап до предучилишно образование, половина од децата со попреченост не продолжуваат во средно образование, во делот и на здравството и на образованието на овие политики. Колку се тие клучни и важни во однос на искоренување или на намалување на сиромаштијата? Овие бројки го потврдуваат ова што јас сега го зборував. Значи, ако вие имате неинклузивни училишта, не може да очекувате лица со попреченост, да им нудите на лицата со попреченост инклузивен пазар за вработување. Значи, не постои едното без другото. Значи, мора да се сензибилизира околината, да се сензибилизира лицето, семејството, значи да бидат прифатени, препознаени и врз основа на тоа, ако има потреба да реагираат институциите и да дадат дополнителна поддршка. Затоа што очекувањето дека самостојно, еднакво, како сите останати, не функционира. Во однос на
недостатокот на предучилишни капацитети и ран детски развој. Тоа е тоа што го кажав поврзано со развојот на социјалните услуги и предшколската. Има дополнителен проблем, а тоа е што ваквата состојба, значи недостаток на места за згрижување и недостаток на социјални услуги, традиционално и културолошки ни ги сместува жените како даватели на услугите кои што треба да ги обезбеди локалната самоуправа, државата, како сакате лоцирате, и дополнително ни ги трга жените од пазарот на труд, дополнително прави период додека растат деца или и понатаму, кога дочувуваат стари, да тие сопствениот развој не можат да го најдат преку поддршка во системот, за тие да можат да напредуваат соодветно. Исто така, ако детенцето живее во средина во која што целата околина има ниско ниво на образование, не може да се очекува да еден ќе искочи генијалец од таму. Другите ќе имаат проблем да понатаму напредуваат. И сега имаше еден период во кој што многу активно се занимавав со развој на социјални услуги на локално ниво и ние мислевме дека најпроблематичен дел таму се невработените. И сега, ајде како ќе ги активираме невработените, направивме подлабинска анализа во суштина кои се невработени. И дојдовме до заклучок дека ние имаме проблем со образованието, со писменоста и имаме генерално земено 30% во општините по возрастно население и останати целни групи кои што имаат проблем со незавршено средно, основно или започнато па некомплетирано образование. Ова веројатно се должи на недостаток на ран детски развој, затоа што се уште можам да чујам по фокус групите каде што ги правиме, дека таа не оди веќе на училиште, не ја пушта, затоа што се описменила и доволна е. Доколку ние имаме функционален систем, ова нема да се случува. Така. Од она што пред малку го спомена, во делот на минималната плата, синдикатот бара 500 евра, барање кој што треба и преку тој економски социјален совет каде што се сите чинители да се направат договори, меѓутоа генерално е дека веќе и таа 500 евра минимална плата, не знам колку би променила нешто во однос на она креирање на некоја финансиска стратегија домашна, секое семејство што си ја има да се истурка месецот, имајќи ги во предвид драстични промени некои на цени, генерално и на пазарот, генерално и од она што значат основни прехранбени производи за да се истурка месецот, ако на тоа дополнително го дадеме домувањето или стан под кирија или X други фактори, тогаш навистина таа веќе вредноста на таа минимална синдикална, каква и да наречеме кошница, се губи. Со што практично се соочуваат граѓаните кај нас во Македонија? Ќе зборуваме подоцна и за некои искуство надвор, бидејќи имаш можност многу да патуваш, да излезеш, да видиш, да си направиш некоја компарација за тоа каде, на кое ниво сме ние и како живееме, меѓутоа генерално каде се губи вредноста на парите во Македонија? Нашите граѓани стана експерти за правење од 1-2. Значи, како и самите не знаеме, ама важно нешто правиме. Направив кратка анализа, бидејќи постојано слушаме дека расте платата. Расте платата, навистина. Меѓутоа, ако имате, значи, ова се приближни бројки, ако имате 100 гранки на вработување во државата, и ако направите пресек колку од нив имаат плата под просечната плата, е некаде околу 60%. Пред некое време беше околу 70%, значи малку сме напредувале, ама се уште е тоа многу голем обем на граѓани кои што се под тие фамозни 43.000 просечна плата во државата. Дополнително, синдикалната кошничка вика за минимум храна, значи само храна и пијалоци, би требаат околу 22.000. Сега се е тоа супер, ама сега јас зборувам за семејствата кои што се вработени.
ќе зборуваме за едно, две лица вработени и имаат фонд на пари. Групата за која што зборуваме, групата на лица во сиромаштија, го немаат тој фонд на пари. Тие имаат гарантирана минимална помош и други поддршки, кои што се редовни, ама не се доволни. Сега што прават нашите граѓани? Го прават ЕСАП-от. Каде може да поминат? Наевтино. И дали се гладни или не? Не се гладни, јадат макарони, не се гладни. Ама дали е тоа соодветно? Не е соодветно. Во изборот на продукти, веќе не се гледа квалитетот на храната, туку се бира тоа што е наевтино, ама сепак да има така малку, пошто и окото ни јаде, да биде малку шарено на маса. Тоа рефлектира кон здравието на граѓаните. Потоа доаѓа фазата дали да се купат лекови или да се купи храна. Синдикатот не може сам да извојува оваа битка. Ова е многу парцијално во однос на тоа што треба да застапуваат синдикатите. Синдикатите треба да го застапуваат правото на достоинствена работа и достоинствена плата за таа работа. Меѓутоа, се останато не можат они да го донесат на маса, туку државата треба да го постави механизмот во кој што ќе обезбеди баланс и редистрибуција на парите и, да речеме, ставање граница на профитерството, за да може барем основните работи во кои што, основни не мислам само на леп и вода, велам за основните работи за секој поединец да биде здрав, вклучително минимум здравство, минимум храна, минимум образование, или се она кое што го крепи како личност, треба да ги гарантира преку механизми. Сега, ние следиме една политика во која што се прави едно, дете ги намалиме цените, па за неколку месеци ќе ги вратиме. Тоа на никому не му оди во прилог во државата. Прво затоа што граѓаните почнуваат да се чувствуваат небезбедно и веќе не може да ги планираат приходите со кои што располагаат. Дополнително, ако вие немате да купите доволно, тие 100, 200, 300 динари не ви играат некој значителен прогрес. Подобро е и дополнително збориме за целна група на граѓани, не збориме за граѓаните кои што најмалку имаат можности. Сега, ако веќе сакаме да помогнеме кај тие што немаат, наместо на оние со високи приходи, нели да им правиме намалување на цените, треба политиките да бидат малку поинаку насочени. Се мене дилемата ми е со што ние се справуваме во државата. Дали ние му отвараме војна на бизнисот и при тоа цените кај граѓаните ни се само изговор, или ние работиме на подобрување на социоекономската состојба на граѓаните, па сме одбрале погрешен механизам. Тие две работи може да идат заедно, ама во случајов некако одат во паралелни процеси и не делуваат. Истиов муабет беше за време на ковидот, кога се даваа едни парични бончиња, каде што луѓето можеа да си купат нели храна, меѓутоа тие беа за најранливите категории. Сега веќе ја немаме таа класификација, значи сите добиваат поевтин јогурт, поевтин леп. Предпоставката е дека побогатите не го користат намалувањето, ама исто така не гледам зошто нема дополнителни механизми за овие кои што се во неможност, не им се обезбеди барем минимум кошничка. И сега, ова станува многу комплицирано и навистина е така. Не можете да решавате социјала само со социјала или само со економија. Мора да ги скомбинирате мерките. Во нашиот случај, мерките се погрешно комбинирани, затоа што ако ги слушате политиките кои што ни се случуваат во периодов, тие се засноваат на цените на маркетите и на барањата на трговските комори. Луѓето за кои што се креираат политиките, ниту се контактирани, ниту се консултирани, ниту е воспоставен механизам како да се допре до нив. И затоа нашите луѓе кои што имаат ограничен фонд на пари, се откажуваат од сите можни работи, за да можат само да преживеат, за да бидат функционални или да скусат максимум на возрастните,
за младите да ги извадат на прав пат, што е погрешна политика. Нас не требаат сите луѓе во државата. Така, да ги изведат на прав пат, а голем дел од нив тука сега веќе врзано со сиромаштијата, нивниот пат го гледаат надвор од државата, тоа е веќе дополнителен проблем, нели, на кој што. И тука може да спориме, за да излезете вие надвор од државата, потребни ви се квалификации со кои што ќе може да излезете или доволно почетен капитал за да може да си го организирате излегувањето надвор. Освен ако не сте азилант, и нели заради други причини барате излез од државата. Имавме ние еден голем период во кој што се иселија сите оние кои што поседуваат соодветни квалификации за европскиот пазар, во недостаток нели на работна сила таму. Ние сега се соочуваме со луѓе останати во државата кои што немаат доволно квалификации ни за тука ни за надвор. Ние ја пропуштивме шансата да ги задржиме тие кои што ни требаат со квалификациите, да ни го направат развојот на државата, моториката за да во системот, вклучи луѓе во кои што се во неможност. Ние ги изгубивме тие луѓе и сега имаме луѓе кои што сами по себе многу тешко можат да направат нешто. Што ќе направиме со нив? Зборуваме за некои стратегии кои што на подолг рок ни требаат развојни, меѓутоа во таква една ситуација како треба да се делува, има ли некои решенија излезни? Гледам дека се повеќе се поддржува дуалното образование. И дуалното образование е еден пример кој што го има во сите земји и каде што е многу фино да едно дете процесот на образование го заокружи со одредено знаење и вештина со која што веднаш може да заработува. Никој не му го ограничува него правото да го продолжи образованието и да се само финансира во недостаток на финансии од семејството. Меѓутоа му се отвара дополнителна шанса, економијата добива обучени кадри, соодветни веднаш да ги вклучи во своите процеси, што значи дека тоа е вин-вин ситуација. Овие брзо ќе можат да излезат и да заработуваат, овие нема да трошат пари. Сега, тука е механизмот дали ќе бидат платите доволно високи соодветни. Да, и контрадикторноста што ќе не очека што повторно општествените науки или гимназиите ќе бидат поинтересни нели за избореве сега за идните. Не смееме да се доведеме како држава да не инвестираме во образование и во наука. Меѓутоа не може да очекуваме дека недостатокот на работни места треба да биде заменет со одолговлекување на образовниот процес во вечноста. Треба малку да работиме на попрактичните аспекти. Значи, и раниот детски развој доволно може да помогне во делот на кариерниот избор на децата. Може да помогне во понатаму да тие брзо стекнат нови вештини, нели, да се следи кои се потребните вештини на пазарот и да стекнуваат нови вештини со што би биле поконкурентни. Дополнително ги забораваме семејствата, односно забораваме дека семејствата функционираат како целина и дека многу тешко може да имаме идеални услови во кои што двајца вработени, две издржувани деца. Туку веројатно ќе треба некаде да поразговараме и за тоа каква е функционалноста на семејството, кој како придонесува, кој дава љубов, кој носи пари, дали се уште ќе ги делиме родовите улоги или не, или ќе прифатиме дека еден од семејството може побрзо да најде работа, побрзо да се преквалификува и ментално, нели, културолошки да не го оспоруваме тој напредок во таа област. Дополнително, она што сега е многу релевантно, тоа е вклучувањето на дигитализацијата и автоматизацијата во процесите. Вештачката интелигенција си ја брка својата работа. Пред некој ден гледав видео на како робот прави вештачки трепки. Ако земете вие која е ситната економија која што имаме во државата, местењето на вештачки трепки е извор за многу поединци. Замислете го моментот да многу скоро тие работи бидат заменети со една автоматизација. Стратешки ни се потребни инвестиции во политики кои што ќе носат долгорочен раст и развој. Со трепкиве не е дека нешто раст и развој ќе направиме, ама барем не правиме луѓе зависни од пазарот, од системот за социјална заштита.
Така, многу и социолошки, и финансиски, и во крајна линија и психолошки дилеми еве на овој начин поставуваме. За окружување на разговорот, ова што претходно ти споменав, една можеби компарација за тоа како еве земите во развој или како Европа еве ги решава овие проблеми. Сиромаштијата не е изолиран проблем, или верувам дека нема земја која што не се соочува со ваков проблем, меѓутоа кои се клучните решенија, дали по силни социјални пакети, по голема социјална помош, подобра финансиска динамика во смисла на поплатени работни места и така натаму. Се од тоа. Значи диверзификацијата на поддршките кои што ги добива семејството е клучот. Значи, ако вие видите дека на некој не му оди, не го чекате да отиде у сиромаштија, па 3 месеци да бара од УЈП, од не знам каде, системот да пребарува податоци дали има пари, нема пари. Значи, наоѓате механизам, социјалните служби си ја бркаат својата работа. Дополнително, не може вие да имате некој во системот за социјална заштита 15 години. Веројатно нешто знае да работи тој човек. Ако не знае, за 15 години ќе научи. Значи, мала е бројката на луѓе кои што остануваат зависни од социјалната заштита. Не се исклучени, ама мала е бројката. Во периодов интензивно зборуваме за лицата со попреченост и процесот на образование. Некако го забравивме сегментот на лицата со попреченост и нивната вработливост. Тоа е исто така еден од ресурсите, капацитетите кои што не ги искористуваме, зашто немаме механизам кој што сме го поставиле за да ги вклучиме тие луѓе. Ние сами ги губиме нашите ресурси. Значи, економијата е малку поразлична од броењето на пари. Економијата дава можности и економијата нуди, значи, простор. И затоа таков тип на широка економија, во која што ќе има и социјални предпријатија, и предпријатија кои што брзо ќе фаќаат трендови, па и ќе пропаѓаат, ама ќе раѓаат нови. Предпријатија кои што ќе нудат различни, значи, поддршки и помошти на луѓе во кои што не можат сами, вклучително и еве од рандински развој, градинки, не знам што. Сето тоа е дел од економијата која што нам сега ни фали. Дополнително, системот за социјална заштита мора да оди паралелно со економскиот развој и при тоа да гарантира раст. Значи, не може да одиме само во раст, развојот да го заборавиме, ниту па е доволно да зборуваме само за политики кои што GDP-то не го растат и не знам што прават, значи, а при тоа граѓаните да бидат исклучени од сликата каде што се парите. Европските трендови без исклучок се бават со луѓето на локално ниво, блиску до услугите, до поддршката и до можностите кои што се прават. Значи, не може вие да очекувате дека цела Македонија во Скопје ќе си го бара екзистенционалниот момент и при тоа центрите за социјална работа во другите општини што ќе прават? Ќе се бават со бабите кои што останале сами и немаат никој во државата? Не. Значи, целта на центрите за социјална работа е да ја направат превенцијата, да го направат идентификувањето, да се врзат со центрите за вработување, да побараат поддршка од локалните бизнис капацитети, да ги стиснат локалните политики, локалните самоуправи имаат пари, имаат можност да носат проекти и конечно да ја стиснат државата да спушти пари надоле, да има за тоа што им е важно на граѓаните. Важни се и 100 метри асфалт, ама поважни се животите на луѓето. И тука некаде треба да се договориме како ќе ги тираме тие процеси паралелни. Ако сме решиле дека сите треба да дојдеме во Скопје, ајде се друго да откажеме и само Скопје да го развиваме и да направиме брзи патишта до Скопје и тука да завршиме работата. Ако велиме дека ни требаат луѓе за кои што рамномерно ќе развиваме политики, ајде да го направиме тоа, односно да ги локализираме потребите на граѓаните во насока да можат тие најбрзо и најлесно ги премостат пречките со кои што се соочуваат. Тоа се европските политики, значи нема таму посебна наука. Разликата е во тоа што комуникацијата е засилена и се покоординирани и пофокусирани. Значи Европската унија веќе од лани, од 2024 година,
е фокусирана на моментот на изработа на европска стратегија за намалување на сиромаштијата, која што ќе се случи во 2026 година. Меѓутоа, во овој период сега има комуникација со сите национални влади, има комуникација со засегнати групи, значи зборувам со граѓани, има комуникација на сите нивоа и при тоа хоризонтално се отвара форум во кој што секој од граѓаните може да информира. Дополнително, во структурата на таа стратегија за намалување на сиромаштија се вклучени форуми на граѓани кои што треба да бидат контролен механизам, односно сето она кое што ние го зборуваме пред 2019, да речам, социјалната реформа беше еден од чекорите. Дополнително го зборуваме недостаток на стратегија, недостаток на политика за намалување на сиромаштија, недостаток на партиципативност, немање евалуација на претходната стратегија за намалување на сиромаштија, немање форуми за вклучување на граѓаните. Значи, партиските митинзи не се доволни форуми за слушање на гласот на граѓаните. Мора да постои организирана структура која што ќе може значително да влијае кон политиките. Се останато е муабет на пазар и не системски делува во унапредување на ситуацијата. Така, ти благодарам многу за исцрпниот разговор. Верувам дека барем дел од овие конкретни решенија има, меѓутоа само треба сакаме да ги погледнеме, да ги детектираме, да ги најдеме, да ги искористиме во крајна линија, бидејќи како што спомена, да заокружиме, може да се направи форма, но таа бара и содржина. Решенијата во оваа сфера никогаш не се универзални, туку што секогаш скроени по мерка. И кога велиме дека се една големина за сите, не одговара, затоа јас не можам да кажам што како треба. Значи треба да седнеме да се разбереме што ни треба, кога ќе се разбереме после полесно ќе биде. Благодарам многу уште еднаш за разговорот. Почитувани, правиме уште една пауза и се враќаме повторно во студиото, бидејќи не очекува и уште еден трет разговор.